Во салата се состаноци на општина Кочани и општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата денеска одржа седница на која се дискутираше за измената на режимот на сообраќајот на дел од улиците во централното градско подрачје. Вниманието беше насочено на најфреквентните улици кои поради зафатеност од паркирани возила не развалуваат нормално и безбедно одвивање на сообраќајот. Дилемите главно беа околу правецот на едносмерното движење на возилата и потребата за привилегирана позиција кај возилата кои се во функција на фирми и други деловни објекти. Да се направи подетална анализа за правците на движење за улиците кои што имаше предлог да бидат еднонасочни. И тоа на потегот од раскрсницата Чеплен до шопинг центарот и од кружниот тек према двојниот мост, фактички према трговскиот центар. Значи, претходниот предлог беше тие правци да бидат на движење, да го задржат правецот на движење од раскрсницата Чеплен до горе до плоштадо, со тоа што на другата улица, улицата значи кај на Револуција би била еднонасочна надолу према реката. Анализите на стручни екипи ќе покажат кој правец е најоптимален за ефикасно движење на возилата од крстосницата кај Македонска пошта и од кружниот тек кај полицијата кон градскиот плоштад. Имаше предлог значи од советникот Ѓорги да се направи друга анализа за да се сменат правците на движење на возилата од кружниот тек према плоштадот, а другата улица да се смене со обратен правец на движење од плоштадот кон улицата кон раскрсницата кај Чепленот. По објаснувањето е тоа да се види значи логично е нели да се движат возилата по десната страна на улицата, значи сите овде значи продавници и паркинг просторот е од десната страна на улицата, логично е да се движат возилата така. Меѓутоа, наша задача како општински совет ќе биде да направиме детална анализа за двата предлога и да видиме кое ќе биде поприфатливо решение тоа да се предложи. Додека траат анализите и граѓаните ќе можат со своји предлози да учествуваат во изборот на најповолната опција за решавање на возниот режим во централното градско подрачје.